Почитувани љубители на спортот, посебно на кошарката, добре дојдовте во салата на Општинското средно економско училиште 8 септември во Тетово. Надпревар од 12-тото коло на третата машка кошаркарска лига. И оваа втора полусезона 8 септември салата во Тетово е домаќин на екипата на КК Тетекс. Денеска ќе проследиме едно така наречено градско дерби помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Љуботан исто така од Тетово. Делегатот на надпреварот исто така од Тетово Зоран Илиевски, суди на овој надпревар Ристовски Стефан и Ацевски Стефан. Ристовски од Тетово и Ацевски од Скопје. Вие ќе го преследите овој надпревар и на YouTube каналот на Тетовски спорт. Благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи Пица и кейк сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Почеток на надпреварот за домаќините во првата постава Теофиловски со број 5, Шуменковски со број 7, Абдибер 8, Крстевски број 10 и Крстевапски со број 14. Кај домаќините со број 8, Абдибер и со број Тасевски, со број 12 Талевски се нови играчи од екипата на МЗТ. Играат на двојна регистрација, а тука е и повратникот во екипата Шуменковски со број 7, кој што првата полусезона настапуваше во Скопски Ангели. Први поени на надпреварот за домаќините ги постигна Крстевски. Два неуспешни напади на Љуботен, повторно во напад екипата на Тетекс. Инаку огромен фаворит на овој надпревар е екипата на Тетекс, кој што се наоѓа на второто место на првенствената табела. Теофиловски во меѓувреме успешен за 3. Во ова коло, освен Тетекс Љуботен, играат и Албес со Дибра Иглс, Иба Баскет ги пречекува Гостивар, Мега Баскет ја пречекува Спарта и слободна екипата на Хераклеа. Успешен за 2 со број 5 капитенот Симјановски. Уште едно познато кошаркарско име на клупата на екипата на КК Љуботен, Милан Сотировски, долго време настапуваше во екипата на Гостивар, беше тренер во Гостивар. Крстевски, Шуменковски. Фаул во напад. На Шуменковски. Прва негова лична грешка. По еден фаул. Кај, условно речено, гостите. Ристовски со број 7 има една лична грешка, кој што во меѓувреме беше фаулиран во обид за постигнување на 2 поени и се наоѓа на линијата за слободни фрлања. Успешен Ристовски во првото. Неуспешен во второто слободно фрлање Ристовски. Изминаа точно 2 минути од првата четвртина, резултатот на семафорот 5-3 за екипата на Тетекс. Сега Теофиловски фаулиран, тоа ќе бидат 2 слободни фрлања. Фаулиран беше од Аврамовски, играчот со број 1. Теофиловски успешен во двете слободни фрлања и веднаш грешка кај
гостите ќе биде тоа топка од страна за екипата на Тетекс. Шуменковски. Го бара Теофиловски, блок му прави Вапски, Теофиловски за 3. Постигна една тројка, неуспешен сега. Симјановски предводи нов напад за екипата на Љуботен. Ристовски. Симјановски. Уште еднаш Ристовски. Повторно Симјановски. За 2 Симјановски. Убави поени. Се слушна само мрежичката во салата. 7:5 Крстевски. Марио Крстевски фаулиран, ќе бидат нови 2 слободни фрлања. Чинам дека судијата Ацевски покажа фаул од Петрович со број 30. Крстевски успешен во двете слободни фрлања. Симјановски. Симјановски сам. Крстевски. Сега Шуменковски. Шуменковски за 3. Неуспешен Шуменковски. Скок на Николовски. Сега Ристовски со топката. Или тој, или Симјановски ги предводат нападите на екипата на Љуботен. Еве сега повторно Ристовски. Сега за 3 Ристовски. Неуспешен. Скок на Теофиловски. Мирна игра на почетокот на овој надпревар. Крстевски. Абдибер до Крстевски. Враќа до Теофиловски. Теофиловски против Ристовски. Убав пробив на Теофиловски. Најефикасен на надпреварот до овој момент. 7 поен на Теофиловски. Сега повторно капитенот Симјановски. Не ја пренесоја топката за 8 секунди. Помалку лутот, Сотировски го вади од игра Симјановски, на негово место Петровски со број 11, односно Ристовски седнува на клупа. Теофиловски додава до Вапски. Аут беше тоа, така е. Петрович ќе изведе топката во игра. Забележа судијата Ристовски дека Петровски има на вратот некој ланче. Помошникот тренер Драган Сарџовски му помогна на гостинскиот играч. Играта може да продолжи. Да искористам можноста да го поздравам и помошник тренерот на гостите Сарџовски Драган, кој што своевремено имаше школа за млади кошаркари, од кои што
од која што школа потекна голем број на кошаркари во нашиот град. И се уште има активни кошаркари. Например, капитенот Костовски во екипата на Тетекс потекнува таа школа, своевремено заедно со мене трениравме кај Драган Сарџовски. Сега Николовски, неуспешен. Контранапад за текстилците. Ја подзаборави топката Крстевски. Ќе биде тоа нов напад за екипата на Љубота. Домашните до сега без ниту една измена на овој надпревар. Петровски. Симјановски. Симјановски за 2. Неуспешен овој пат Симјановски. Играчот со број 1 Аврамовски направи втората лична грешка. И прв тајм-аут, чинам дека го зеде домашниот тренер Никола Ристовски. Тоа е добра можност да кажеме дека овој пренос на Facebook страната на Тетовски спорт и на YouTube каналот на Тетовски спорт го следите благодарение на нашите верни пријатели поддржувачи Pizza и Cake сервис Јани FM и Music Bar Vibe. Најдобрите во нашиот град. Највкусната пица и пастрмалија во нашиот град, токму во Pizza и Cake сервис Јани FM. Новитет е тоа што секој работен ден може да си порачате за ручет вкусно јадење. И за сите други производи што ги нуди Pizza и Cake сервис Јани FM, нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. И секако Music Bar Vibe. Младите знаат дека најдоброто место за забава во нашиот град е токму во Music Bar Vibe. Оваа пауза ќе искористиме да ги кажеме резултатите од претходното коло. Екипата на Тетек забележа победа во Битола, кај Хераклеја, со резултат 81-61. Гостивар на домашен терен го содлада Албес 109-76. Дибра Иглс загуби од Мега Баскет 54-70. Слободна беше екипата на Спарта, а денешниот противник на екипата на Тетекс Љуботен ја забележа минатото коло првата победа во третата кошаркарска лига против екипата на Иба Баскет во оваа сала со резултат 78-70. Да им посакам уште многу такви победи до крај на првенството. Фаулиран беше Крстев Апски. Не успеа да биде ниту на неговиот вообичаен 50% шут од линијата слободни фрлања. Сега се подзаборави тамо Петровски. Украде топка Шуменковски. Се жали на повреда. Тренерот на гостите Милан Сотировски во конверзација со судијата Ацевски поради оваа претходна ситуација, кога ја загуби топката Петровски, он сметаше дека над него беше направен очигледен прекршок.
и мислам дека судиите ги упатуваат играчите на своите клупи. Гостите заради повредата на Петровски бараат лекарска интервенција, а во салата, односно кај домашните кои што треба да обезбедат лекар, нема присуство на медицинско лице. Дали ќе следиме сега неколку минутен прекин, ќе видиме. Штета што заради вакви работи мора да биде прекинат овој надпревар. Мислам дека Петровски нема некоја повреда. Надпреварот би требало да продолжи, но гостите инсистираат да биде викнат лекар. Ние да кажеме дека спонзори на овој пренос се нашите верни пријатели Music Bar Vibe и Pizza и Cake Service Јани FM. Додека чекаме пристигнување на лекарот, ние на кратко ќе се одјавиме од салата 8 септември во Тетово. На 4 минути и 12 секунди до крајот на првата четвртина при резултат 13:5 надпреварот е во својдневен прекин, повторно вклучување за кратко време. Почитувани љубители на кошарката, за жал нема да видиме крај на ова градско дерби. Наместо да биде празник на кошарката во Тетово, помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Љуботен, овој надпревар нема да го доживее својот крај. Уште на почетокот во првата четвртина на 4 минути и 12 секунди до крајот на првата четвртина при резултат 13:5 се случи еден фаул на центарот на теренот, каде што еден од гостинските кошаркари се пожали на повреда. Од гостинската екипа побара лекарска помош, иако играчот со број 11 можеше да го продолжи надпреварот, тоа оставаме на страна. Во тој момент домашната екипа немаше обезбедено лекар. Го зачекавме некаде 10-15 минути, лекарот се појави, но гостинските кошаркари го напуштија теренот и после изгледа нема да сака да излезат на терен и да го продолжат овој надпревар. Штета за тие млади кошаркари на кои им треба надпревари, кои треба што повеќе да изиграат надпревари во својата кариера, да стекнат искуство, на овој начин да ги завршуваат нивните надпревари. Штета, уште еднаш ќе кажам, за спортот во Тетово, за кошарката во Тетово. Ако се почитуваа сите правила и закони во оваа држава и нашата држава ќе личеше на нешто друго, но тоа е тоа што и да правиме. Мора да кажеме дека овој надпревар нема да го дочека својот крај. Тетовската публика што на овој надпревар беше во огромен број, навистина во огромен број, сакаше да проследи еден убав надпревар, разочарана ги напуши трибините на Општинското средно економско училиште 8 септември во Тетово. Ние уште еднаш може само да жалиме и да посакаме вакви работи никогаш повеќе да не се случат. На екипата на Тетекс да им посакаме успех во наредниот надпревар. Дерби на колото ќе биде тоа. Ќе биде едно полошко дерби во Гостивар. Во 13-тото коло ќе се сретнат со екипата на Гостивар на гостински терен. Благодарности до нашите пријатели и поддржувачи на секој надпревар, тоа е Pizza и Cake Service Јани FM и Music Bar Vibe. Но, како и да се приклучат и уште други поддржувачи пријатели кога следиме вакви сцени, кога наместо кошарка гледаме прекин на надпреварите за, според мене би рекол, одредени банални причини. Лекарот се појави во салата, но гостинските кошаркари не сакаат да го продолжат надпреварот. Уште еднаш спортски поздрав
i prijatno od Salata 8. septembri vo Tetovo.